Македонија е во демографска рецесија. За 4 години загубени се 33.000 жители, како еден град од големина на Кавадарци, алармира премиерот Христијан Мицкоски. Ова според него значи губење на иднината, бидејќи иселувањето се гледа како единствена опција. Затоа порача дека борбата на владата ќе биде да се направи животот во земјата вреден и мајчинството да биде благослов, а не товар. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2024 година се родиле 16.061 дете, а починале повеќе од 20.200 луѓе, што е природен пат од 4.140 луѓе за само една година. Стапката на наталитет падна од 12,5% промили во 2010 на 8,8% во 2024. Во многу општини и села веќе нема ниту прво деление. Се повеќе луѓе живеат сами. Се помалку стапуваат во брак, се помалку деца се раѓаат. Ова не се само бројки, ова е тишина што се шири. Се надевам, професор Јаневска, дека оваа година читанката нема да биде мама, тато и јас, туку ќе биде бато, дада, јас, мама и тато. Со цел да се спречи овој негативен тренд, владата размислува да преземе и низа мерки, а една од нив е и воведување на данок за немажени и неженети. Да им дадеме на младите причина да останат. Да изградиме институции што не ја трошат туѓата младост, туку ја негуваат. Да изградиме држава во која надежта е поважна од пасошот. Знаеме дека нема магично решение, но има намерна, постојана државничка борба. И ние ја почнавме. Секоја мерка, секоја инвестиција, секоја политика што ја носиме е со цел да ја вратиме вербата. И тука сериозно размислуваме за воведување дополнителни даноци за немажени и неженети. И Националниот координатор за демографија и млади кажа дека е вклучен демографскиот аларм во земјава. Според Владко Ѓорчев, потребни се долгорочни решенија, а демографската криза би се решила со итни економски мерки за младите. Има две работи кои што се главни фундаменти. Тоа е да се намали иселувањето, една работа, и втора работа да се зголеми фертилитетот и луѓето да имаат онолку деца колку што самите сакаат. Значи, уште еднаш се работи за длабоко лично прашање, се работи за прашање кое што е право на личен избор и во кое што државата не треба и не може да се меша, но на државата е да создаде услови. Владата подготвува нова стратегија за демографски политики во земјава. Во фокусот ќе бидат младите. Државата ќе вложува во изградба на нови градинки, повисоки плати на граѓаните, зголемување на еднократна помош на прво дете, на доместок за второ дете и воведување на финансиска поддршка за трето дете и близнаци. Дополнителна финансиска помош ќе има и за мајките после породилното отсуство.